Jaz mislim, дека Елизабета имаме пред гинеколошко-акушерската клиника. Елизабета, добро утро за тебе и за твоите гости кои ти ќе не ги најавиш. Добро утро. Денеска се вклучуваме од пред клиниката, универзитетската клиника за гинекологија, а со нас на линкот се доктор Денис Алхалили, педијатар во болницата, и Драгана Букилица, портпарол. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро. Денеска ќе зборуваме за предвреме родените бибиња. Вчера се одбележа светскиот ден на предвреме родените бибиња и ви имаме еден ден потоа да ги сумираме впечатоците и за почеток јас би сакала да отвориме темата со тоа што го предизвикува предвременото породување. Предвременото породување може да биде предизвикано од повеќе различни причини во тек на бременоста. Значи може да биде ризична бременоста во однос на некој, да речеме, некоја патолошка состојба кај мајката или во однос на некој проблем со постелката или со папочната врвка. Честа причина се инфекциите или предвременото прскање на околуплодовите обвивки. Меѓутоа генерално важи правилото дека колку подолго трае бременоста и колку подоцна се роди бебето, толку е подобро. Сите практично предвремени породувања се оние кои што се пред 37 недела. Сега со развојот практично и со напредувањето на неонатологијата и на медицината во овој дел се спушта и границата на оние бебиња нели кои што се третираат и кои што се добри и од кои што реално добиваме добар исход после вакво предвремено породување. Кои се ризични бибиња? Рековте пред 37-та недела се смета за предвремено родење. Меѓутоа која е границата во која што можат да преживеат? Генерално ние имаме опреживување, значи над 26-та недела, значи 27, 28, 29 и тие се оние најкритичните бебиња со кои што работиме, кои што се под кило, значи околу 700 грама, 900 грама. Потоа значи малку се намалува ризикот, имаме доста добри резултати, значи кај оние бебиња што се од 30-та недела и нагоре и late preterm или доцна предвремено родени, тие се оние што се 34-та до 36-та недела, кои што реално се постабилни, меѓутоа сепак и тие бараат одредено супервизија и надгледување и работа со нив, заради тоа што и тие се смета дека се исто така критични и бараат одреден пократок период во болница да престојуваат. Така, доктор, медицината постојано напредува. Има ли разлика, една споредба направиме со минатото и денеска? Колков процент на предвремено родените бебиња преживуваат во споредба со порано? Значи генерално со напредувањето на неонатологијата воопшто во глобални рамки, меѓутоа исто и кај нас со подобрувањето на условите во однос на опремата, во однос на кадарот, во однос на пристапот кон лекувањето и протоколите кои што се користат, значи имаме и подобрување на целокупниот исход, имаме подобро преживување, спуштање на границата, значи на оние бебиња кои што се преживуваат. За жал секогаш може да се случи, значи одредено некој бебе кој што има некаков проблем или кој што страдало повеќе во тек на бременоста да го загубиме за жал и меѓутоа тоа е неизбежно, меѓутоа многу е важно дека оваа бројка се намалува. Ако претходно бројките биле над 20% пред неколку години, сега веќе оваа година имаме околу 11%, значи на смртност, што зборуваме за од тие пациенти кои што се на интензивната нега, кои што сите се тешки и кои што сите се предвреме родени, така да навистина се подобрува состојбата, можам да кажам. Каков е третманот? Што треба да превземат родителите по испуштањето на децата од болница, односно кога ќе дојдат дома, како да ги негуваат и како да ги третираат? Дали треба со нив да се однесуваат исто како со нормално родените деца со нормална тежина? Па не, генерално овие бебиња се помали, значи ги испишуваме негде со околу 2 кг и 2 кг телесна тежина. Значи они се така помали, поранливи, бараат многу повеќе нега, значи бараат специфичен пристап и во однос на хранењето и во однос на негувањето, во однос на капењето. Меѓутоа исто така бараат и одредени прегледи за следење на состојбата, како што се невролошки преглед, значи преглед на видот за да се види понатаму како ќе биде развојот на видот, на слухот, затоа што кај сите овие предвреме родени бебиња, посебно кај оние што се помали, има одреден ризик и за вакви пореметувања, меѓутоа нашата работа е да интервенираме после раѓањето, значи да ги стабилизираме, да извлечеме максимум од таа ситуација која што довела до предвремено породување и понатаму нормално да се следат тие бебиња со цел да се надеваме на најдобар можен исход кај сите. Драгана, јас би ве вклучила и вас во разговорот. Имате ли статистика каква е состојбата на клиниката, колку предвремено родени бебиња има оваа година? Така, имајќи предвид дека бројот на предвремено породени бебиња постојано паѓа, ако се земе предвид дека не знам, од 2016 година имаме процент од 25
проценти на смртност кај предвремено родените бебиња, кои што годишно од прилика во целиот овој изминат период е помеѓу 600 и 700 предвремено породувања на клиниката за гинекологија и акушерство, а имајќи предвид дека клиниката е единствен центар кој што може да ги згрижи толку многу мали и незрели новороденчиња, тоа е практично се вкупниот речиси број на породувања во Македонија на предвремено породувања. Во 2017 паѓа процентот на 21%, 2018 на 16%, 2019 на 12%, оваа година како што спомена докторот, 11,1%. Овој тренд се надеваме дека ќе го стигне трендот на светските трендови, значи дека да се спуштиме до она што е проектиран процент на предвремено породување и водно на намалување на процентот на смртност на новороденчиња, некаде околу 4% е проекцијата. И тоа оно што е битно и би сакала да го истакнеме тоа дека ако споменав дека бројката на привремено породување се движеше помеѓу 600 и 700 новороденчиња кои што поминуваа кај нас на интензивната нега, оваа година досега се породени околу 489 мајки, што значи имаме пат на предвремените породувања и ова е еден сериозен момент кој што треба да се разгледува, која е причината заради ова, процент и бројка која што секако не радува. Меѓутоа се чини дека покри сите ризици и стравови кои што мајките евидентно на мајките евидентно им делуваше со оглед на тоа што добар дел од мајките навистина има и помал број на контроли заради стравот кој што го чувствува заради ковид инфекцијата. Сепак веројатно оној престој кој што го има во домашни услови, значи заради многу аспекти, дали од здравствени, социоекономски, значи онаа кариера кој што често пати мајките свесно ја бркаат или пак некогаш од работодавците не бивале поштедени, сепак се одрази позитивно на оваа бројка која што оваа година со која што оваа година ја заокружуваме. Исто така очекувавме многу поголем поат дури и од оној кој што не радува 11,1% на намалување на смртност, имајќи предвид дека отсуството на мајките кои што можат да ги посетуваат новороденчињата во самата интензивна, бенефитот кој што го имаат, педиатрите многу го објаснуваат, од мајчиното млеко, значи направи се да тоа придонесе за една ваква бројка која што исто така е за радување и е резултат на сериозно севкупниот ангажман на персоналот од оделението за интензивна нега и на менеджментот на клиниката. Така, Драгана, јас би сакала да те запрашам и никаде пред крајот на разговорот, бидејќи знам дека овде се наоѓаме пред единствениот ковид центар за жени на територија на цела држава. Каква е состојбата? Расте бројот секојдневно на нови позитивни, од друга страна, дали трпат интервенциите на жените кои што имаат потреба од интервенција? Во однос на прегледите кои што претходно се одвиваат и понатаму, значи мој термин си функционира најнормално со тоа што се преземени сите оние мерки на претпазливост и заштита како за персоналот така и за пациентките. Клиниката е единствен ковид центар за женската популација кога станува збор за заболувања кои што се јавуваат на гениталниот тракт. Досега имаме отприлика околу 170 мајки кои што се породиле, а биле инфицирани од ковид. Поголем е бројот на пациентки секако кои што биле заразени од ковид, а ја посетиле клиниката за гинекологија и акушерство, пациентки кои што била потребна конзервативна терапија доколку станувало збор за одредена проблем, патологија во време на бременоста, киретаж или пак некоја друга интервенција, така што го зголемува тој број. И да превземени сите мерки, делот за ковид е изолиран сосема од останатиот дел. Оно што е битно и што не треба да ги вознемирува сите пациентки, посебно бремените кои што се една од најчувствителните категории, е дека при приемот во клиниката за гинекологија и акушерство, буквално сите пациентки кои што биваат хоспитализирани за престој дека претходно им е правен тест, брз тест за ковид, со оглед на тоа што резултатите ги имаме за многу кусо време. Пациентките кои што евентуално би се покажале позитивни биваат изолирани во оделението за ковид пациентки, сите останати се безбедни и на оделот каде што престојуваат мајките со бебињата и на сите останати гинеколошки одели. Така. Ова е наистина интересна и обширна тема која што верувам дека предизвикува интерес кај гледачите. Има уште многу што да се разговара, меѓутоа времето е кратко. Јас ви благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Благодарам. Ние се одјавуваме од тука, од местото каде што секојдневно среќни се заменуваат многу родители со своите новороденчиња.